Се јавуваме од ректоратот при УКЛО Битола. Наш соговорник е токму како што најави професор доктор Игор Неделковски, ректор на овој универзитет. Ректор, еве како што најави мојата колешка, од февруари месец актуелен е новиот предлог закон на предлог на министерката професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука. Кои би биле според вас придобивките по усвојувањето на овој закон? Добро утро. Законот има за цел и затоа ние сите се вклучивме во јавната расправа, го поддржавме во најголем дел, подобрување на квалитетот на високото образование и науката, бидејќи има заостанување, не ги пратиме најновите светски трендови и треба сите кои што сме дел од тој систем на високо образование и наука да се фокусираме исклучиво на подобрување на квалитетот. Само така ќе можеме да ги задржиме најдобрите матуранти, гимназијалци или од другите стручни средни училишта да продолжат да студираат во земјата, доколку немаме квалитет, нормално најдобрите ќе си бараат место таму каде што сметаат дека ќе добијат подобар квалитет на високо образование, за жал во странство. Ректор, неодамна министерката Јаневска при својата промоција на овој предлог закон беше и овде во Битола, се сретна со академската фела предводена од вас, остваривте средба, поразговаравте. Дел од академската фела го поздрави овој предлог закон, дел имаат забелешки, негодувања. Според вас, дали може би се чини дека е престрог или како го толкувате? Терминот строг закон е несоодветен, бидејќи законот не е казнена некоја мерка, па да биде строг или благ. Значи, ние формално како универзитет на седница на ректорската управа усвоивме забелешки, го поддржавме законот, значи тоа што кажав и на почетокот, сметаме дека треба да се донеси нов закон кој ќе го подобри квалитетот, но укажавме на некои пропусти кои што можеби ќе бидат пречка на подобрување на квалитетот. Не се зафативме за она што е актуелно во јавноста, 5 труда, 4 труда и така натаму, туку укажавме на некои системски проблеми. Тоа е преди се финансиската автономија. Универзитетите денеска од аспект на нови вработувања, од аспект на трошење на доделените финанси, се третираат како и секоја државна администрација, министерство, агенции и така натаму. Ние укажавме дека мора да имаме тука самостојност, да во рамките на расположливиот буџет и систематизираните работни места не мора да бараме согласности за нови вработувања или доколку заштедиме од една буџетска ставка, да може средствата самостојно да ги префрлиме на друга буџетска ставка, едноставно државата да ни кажи колку може да не финансира и ние да го распределиме согласно потребите, нормално да ја известиме државата, да ни го одобри тоа. Иначе ние не се плашиме од контрола, јас тоа јавно го кажав, околу тој одбор совет што е планиран да го контролира финансиското работење, реков ние сме спремни и сега даваме отчет до последен динар, меѓутоа вака како што е конципирано, високото образование има сериозен проблем. Еве да кажам еден пример, минатата недела сосема случајно ми приде некоја млада девојка, жена од Прилеп, која има едно феноменално CV, физичарка, работела во Словенија, во Франција, не ја прашав зошто се вратила од Македонија, бара можност за вработување. Јас тоа не можам да и го
ветам, иако има, реков, прекрасно со докторат, со постдокторски студии и така натаму, бидејќи мора да бараме согласност од Министерството за финансии, а тоа не одлучува по академските квалитети, одлучува према буџетот. И за жал таа процедура додека трае, можеби таа квалитетна личност ќе си ја бара и најде среќата надвор од нашите граници, што не треба тоа така да биде, односно треба ние квалитетот да си го зачуваме во нашата земја. Имаме уште минута две да кажеме за тоа дека УКЛО е водечки по многу што, брзо растечки универзитет, да споделиме. Па да, еве, ова што е актуелно со тие трудови во Web of Science, со импакт фактор или фактор на влијание, како што е македонскиот термин, во 2022 година сме имале 24 труда, 2025 74. Значи, триплиране бројот со стимулација на вработените и затоа толку и не посветивме на тоа внимание. Сметаме дека нашиот кадар е толку квалитетен што ако е мотивиран, апсолутно ќе ги постигне целите. Да кажам дека на магистерски студии имаме зголемување во периодот од 4 години за 50%, што кажува дека студентите се многу задоволни. Бројот на докторанти од државата константно расте, имаме намалување на бројот на студенти од Косово, имавме многу, меѓутоа тоа е мала земја и таму веќе интересот се намалува, што кажува дека посебно во научното ниво, тоа се магистерските и докторските студии, имаме многу високо реноме. Имате одлична соработка и со студентите, квалитетните ги менаџирате исто така по дипломирањето со работодавците, што е бонус плюс и една одслужна даска за самите нив. Ректор, ви благодарам за тоа што утрински одвоивте време. Ние како медиум сме секогаш на располагање да споделиме убави вести и новини пред се за информираност на младата популација. Студио Еве слушнавме за реакциите на академската афела што се однесува при УКЛО Битола и новиот предлог закон, значи тие веќе се подготвени за новите измени. Студио